Во светот на бајките, народните приказни, митологијата и современата литература, постои една алегорија која е многу соодветна за Македонија. Тоа е алегоријата за чудовиштето чиешто име не смее да се изусти. Во современата литература најпрочуен таков карактер е Волдемор во романите за Хари Потер. Во митологијата и бајките тоа е обично некаков змеј кој живее на врвот на некоја карпа на целото и кој од време на време се спушта од својот замок во облаците за да ги тероризира сиромавите кревки селани. Во приказната за Пинокио, тоа чудовиште е Монстеро. Монстеро, буквално чудовиште, е злиот кит кој го проголтува Джепето, мајсторот кој го создава Пинокио, кога старецот пловејќи по океанот го бара својот дрвен син, а чиешто име сите суштества во океанот не смеат да го изустат. За моќта на оваа алегорија и за длабочината на нејзината вистина зборува фактот што и оние кои не прочитале ни една страница од серијата Хери Потер знаат за Волдемор. Таа е метафора за стравот со кој се соочува секој човек. За стравот од отпочнување на нов зафат, за стравот од менување на лошите, но удобни навики кои го корумпираат нашиот морален карактер, за стравот од созревањето и прифаќањето на нова етапа во животот, за стравот од соочување со реалноста, за стравот со соочување со поробителот. Превземањето на овие чекори е коцка, ризик чијшто резултат е неизвесен. Неуспехот гарантира некаква понатамошна загуба. Успехот пак е неизвесен и тежок да се замисли. Недејството на прв поглед делува како најсигурна опција. Ништо не добил, но ништо и не изгубил. Меѓутоа, на втор поглед, недејството е еднакво на неуспех, бидејќи тоа значи задржување на статус квото. Недејството значи дека нема да се превземе новиот потфат, нема да се променат лошите навики, нема да се созрее, нема да има соочување со реалноста и нема да има соочување со поробителот. Овие работи се страшни, затоа што се процеси низ кои мораме да минуваме поединечно. Односно, овие чекори не може некој друг да ги направи за нас. Професорот Джордан Питерсон во неговите обиди да ја образложи оваа алегорија, често се користи и со алегоријата на змејот кој живее во нашите куќи. Првин се појавува мал змеј во плакарот. Наместо да го изфрлиме од нашата куќа дури е мал, ние само го заобиколуваме и го оставаме на мир да си ја тера својата работа. Поради тоа што го игнорираме, тој расне и набрзо ја зафаќа целата соба. Наместо да се справиме со змејот, ние само му ја отстапуваме собата. Бидејќи продолжуваме да го игнорираме неговото присуство, змејот расне и набрзо ја зафаќа целата куќа. Не сме се обидале да го избркаме змејот затоа што тоа би значило соочување со проблемот кој змејот го представува. Полесно е да кажеме дека нема змеј во куќата и затоа тоа и го правиме. Потоа, кога змејот расне и не може веќе да се негира неговото присуство, велиме дека не е убаво тоа што има змеј во куќата, затоа што поради неговиот огнен здив штедиме пари на грејење. Иако, навистина губиме мебел и делови од самата куќа. Кога змејот бил мал, лесно ќе било да го фатиме за опашката и да го изгониме. Но, кога тој е доволно голем да ја зафати целата куќа, тогаш е премногу доцна. Тогаш, за она што би било доволно добро домаќинство кога змејчето било мало, сега е потребен вистински акт на хероизам за изгонување на чудовиштето од нашиот дом. А актите на хероизам се она што ни овозможува да зрееме, да раснеме како личности, да бидеме темелити луѓе и како такви да градиме здрави, функционални, честни општества. За Македонија и македонците, тоа чудовиште кое пред 100 години ги проголтало нашите дедовци и кое не заробува во својот мев заедно со се нашето минато и нашата култура, е организацијата која првовремено постоела како црна рука, па се преобразила во ОЗНА, а потоа во УДБА. Од 1966 година, кога како производ на аферата Ранковиќ била укорена од извршниот совет на Социјалистичка република Македонија, таа ги менува сите букви во азбуката за конечно денес да се преобличи во УБК-ОТА. УДБА е чудовиштето чиешто име не смее да се изусти, а нејзините злостори врз македонската кауза не смеат да се спомнат.
Меѓутоа, и покрај тоа што оваа гнасна организација колективно го заробува македонскиот народ цел еден век, таа мора да владее со секој од нас поединечно. Затоа таа е принудена секогаш одново да влегува во нашите куќи, односно животи. Таа се храни со послушноста на нејзините соработници и кодоши, а се подмладува со придобивањето на девствена крв. А расне, се додека оние кои соработуваат со неа, одбиваат да го признаат уништувачкиот производ на своите дела, како неодвоив дел од нејзиното деструктивно постоење. A globalist is a person that wants the globe to do well, frankly, not caring about our country so much. And you know what? We can't have that. You know, they have a word. It sort of became old-fashioned. It's called a nationalist. And I say, really, we're not supposed to use that word. You know what I am? I'm a nationalist, okay? I'm a nationalist. Nationalist. Nothing else. Use that word. Use that word. Добар ден, почитувана публико, и добре дојдовте во 12-тото издание на видеоподкастот Гласот на Слободна Македонија во продукција на Македонскиот информативен центар и Комитетот за демократизација на Република Македонија. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски со мојот верен соговорник Јордан. Добар ден. Добар ден. Оној ден видов една објава на Facebook, не бев сигурен дали беше вистинска или беше некоја шега. Беше објава од она левица на Димитар Апасиев за солидарност со браќата во Венецуела. После некој ден испадна дека не било шега, туку било вистина. И веројатно тоа е сигурно, тоа е еден знак на благодарност на македонската левица кон Мадуро и неговите венецуелски социјалисти, кои што ете укажаа толку голема грижа за ова што се случуваше во Македонија. И поддршка. Да, и поддршка. Секој ден одеа соопштенија од Мадуро и од неговите... Да, па околу година и пол, можеби и две, веќе има таму секојдневни масовни протести за Македонија, поддршка за Македонија. Поддршка за Македонија, посебно за левица. Да. И нејзините истапи за против смената на името, против непочитувањето на уставот во Македонија и така. Да. Имаше потоа на почетокот на месецов јануари имаше масовни протести во САД од антирасистите, да, кои исто така го поддржува ова што се случува во Македонија. Мислиш на антитрамповци? Да, на антитрамп, антирасисти, затоа што Трамп е расист. Да. И тие дадоа овие поддршка антирасисти дадоа поддршка на Македонија за името. Имаше понатаму во Палестина постојано има протести во име на Македонија. А еве пратија и еден поклон. Еве го поклонот од сите. Мислиш подарок? Подарок, да. Еве го подарокот за поддршката која што ја даваат на Македонија. Тоа е поддршката која што македонците ја добиваат и од виетнамците, и од црнците, од африканците, од кои други има? Сите обесчестени и обесправени народи на светот. Денеска налетав на една објава на Facebook, 58 или 68, сега јас малку имам со годините проблем, но... Многу ти се навршиле. Да. Знаеш, никој не ми се кажува тие големи години. И за одбивањето на делегацијата на Советскиот сојуз да подпише договор на македонски јазик меѓу писателските друштва. Бил некоја посета и договорот бил на македонски јазик. Советите одбиле да го подпишат. Да. Тоа е таа советска поддршка што и денеска ја очекуваме од братска Русија. Да. Бидејќи никош не постојал Советски сојуз, постојала само голема Русија. Да. Бидејќи јазикот е наметнат руски на сите таму. Да. Така да се лажеме кога говориме за Советски сојуз. Исто како Југославија и Велика Србија. Тоа е тоа. Да, меѓутоа ова е еден симптом на македонската болест да се занимаваме со туѓи проблеми.
и да трчаме да си вадиме очи меѓу самите себе си. Тоа беше и всушност она што ме изиритира и ме потикна да ја покренам оваа дискусија, што македонците си вадат очи меѓу себе за тоа дали бил во право Мадуро, дали социјализмот, дали Чавез бил тој што погрешил или па американците им го наместиле, им ја наместиле пропаста и не знам што друго, наместо да си бркаме своја работа. Меѓутоа тоа е и одраз на она што го искажав во Воведов, во оној змеј кој што сите го избегнуваме, змејот што ни е во куќата, го заобиколуваме, бараме проблеми, туѓи проблеми да решаваме, за да не се соочуваме со нашите собствени проблеми. Има тука, јас сум израснат во тој систем и перењето на мозокот почнува учењето да водиш грижа за другите, за да така те отргнат од домашните проблеми, за да смееш да размислуваш воопшто за проблемите во државата, почнуваат уште од мали носи. Да, и за да не створиш карактерна особина за да се бориш за своите права. Тоа е целата работа. Ти се бориш, ама не за твоите права. Да, се бориш за туѓи права. За... Комалац викав, водиш туѓо гајле. Да. Се сеќавам на изведува на протести за војната во Виетнам. Дали бев 6 или 7 одделение во основно училиште. И сите училиште во Куманово не изведува, тогаш носев униформи. И сите по улици шетавме, протестиравме во знак на подршка на брат ни Хо Ши Мин и на виетнамскиот нападен народ. Да, па зашто и сега во Виетнам има улица, нели, Слободна Македонија. Слободна Македонија, да. И потоа протестиравме и за интервенцијата во Камбоџа. Да, па и да го поддржиме, да ги поддржиме црвените кмери. Да, и таму има споменици на Гоце Делчев и Да, на да. Александар. Да. И не само на нив, на Кироглигоров. Да. На овие на Заев сега ќе управат споменик, велат. Тоа е. Доколку не се освестивте, нема улица Слободна Нема Македонија во Виетнам. Не нема знаат кај е споменици. Македонија. Не знаат кај е Македонија, не знаат што е Македонија. Посебно овие венецуелците во шпанскиот свет има салата, овошна салата која се вика македонска салата. Да. И на нив Македонија им сугерира на овошна салата Да. или на јогурт. На јогурт. Така да тоа може да ви направат од чест, салата овошна. Ама И не некој- знаат кај е Македонија. Не знаат кај е Македонија, не знаат што е Македонија, а и да знаат, многу ќе им е гајле. Затоа и на вас треба да ви да не ви биде гајле за што се случува во Венецуела или во Палестина, туку треба да ви биде гајле што се случува во Македонија, затоа што ние ја изгубивме државата, го изгубивме името конечно сега. И официјално она што го зборуваме ние веќе 20 години дека името е продадено. Денеска деновиве се заврши сето тоа, сега и грците го ратифицира договорот. Јазикот, овој закон за двојазичност веќе всушност го направи македонскиот јазик потчинет јазик, второстепен јазик, и значи на тој начин се вративме во времето на турското робство. Сега од таква една провалија треба да се повторно да почнеме да се искачуваме наназад, да се повратиме, да се избориме за некои позиции и да почнеме да правиме држава. Главната тема денеска ќе ни биде за организацијата чие што име не смее да се спомне во Македонија, Да. и чие што постоење постојано мора да се негира. Да. Па затоа и оние кои што биле до вчерашни дисиденти, денеска скокаат да те убедуваат тебе дека ти си параноичен, дека си откачен, дека не знаеш што зборуваш, затоа што според нивните тврдења удба веќе не постои, одамна не постоела, таа не работи ништо, а и кога работи, гони терористи, Да. го чува редот и мирот. Така е. Значи, ќе почнам со малку подолг цитат од еден наш текст од ноември 2017 година. Текстот е насловен "Реинкарнациите на Абас, Берија, Чашуле, Марина и Ранковиќ ќе ги прават реформите кои ги бара при Б.
Продолжената примена на мерката полог сугерира продолжено постоење и применување на далеку посериозните практики, односно мерки и активности на службите за државна безбедност. Тие се дел од преведувањето на народот жеден преку вода, начин на кој народот се одржува на границата на гладот. Денес во Македонија повеќе не се гладува, но македонецот е најсиромашниот европеец. Тоа е дел од планот кој Заев задоволно го прогласи со победата на локалните избори дека национализмот бил мртов. Тука Заев мисли на смртта на желбата за независна Македонија, но не знам дали самиот е свесен за сериозноста на неговите зборови, зашто смртта на македонскиот национализам значи смрт на македонскиот народ. Тоа е резултат на политика на изгладнувањето на народот во 50-те години, односно нејзин одраз во денешницата. Македонецот останува еден од најтешко задолжените жители на држава на европско тло и во соживот со добро развиен државен шверц со цел да се поддржат придобивките на социјализмот. Угнетувајќи, службата се осигурува дека македонецот ќе остане верен и покрај тоа што е принуден да живее како второстепен граѓанин. Односно македонецот да остане мирен и покрај тоа што му се сече приликата слободно да напредува. Во 50-те години, гладувајќи народот научил да зависи од државата, соработувајќи со службата. А таа зависност од тогаш наваму генерацијски се пренесува од корено на корено. Македонецот е комплетно зависен од службата, односно од нејзиното вреднување за неговото држење, пријателско или непријателско. До распадот на Југославија економијата отворено беше речиси целосно во рацете на државата, низ марксистичкото начело на државната собственост на средствата за производство. Морално-политичката подобност, тоест политичката коректност, одредуваше дали човек може да обстојува и напредува во општеството, односно дали човек може да се образува, вработува и да остане вработен и дали ќе биде шиканиран или ќе учествува во шиканирањето на неговиот сосед. Од 1991 година навака економијата е божен пазарна и приватизирана, но морално-политичката подобност е се уште решавачкиот фактор во успехот на приватниот бизнисмен, а секако и на приликата за вработувањето во најголемата и најсигурна бранша на економијата, државната администрација, инаку позната како државна служба. Изјавите на луѓето од Комисијата за спроведување на реформи во судството, ова беше текст пишуван кога тоа беше актуелно, луѓето кои се одново избрани да ја раководат тајната полиција, односно УБК, како луѓето избрани како советници на премиерот Заев во прашање на безбедноста, ме натера да го напишам овој текст. Текстов, како и многу други мои текстови, има за цел да даде јасно до знаење дека е воочена уште една лага на Титовите комунисти. Овој пат, онаа дека ќе се спроведат реформите на Прибе, но зар спротивното е можно? Зар човек со здрав разум може да поверува дека комунисти ќе се самораспуштат, односно ќе се самоказнат, ако знае дека тие се луѓето кои, не избирајќи методи, разни видови на насилие од психолошко до физичко, биле и се чувари и спроведувачи на комунистичката идеологија. Да почнеме од ред. Почнуваме со, давам еден цитат од предлогот на комисијата која што требаше да го надгледува судството, а денес која што отприлике таа иста комисија ќе ја надгледува работата на ОТА. Еве што предлагаат, односно што најмногу ги засега експертите на комисијата за реформа во судството. Третата точка на нивниот нацрт план за реформи вели: Втората поголема новина се однесува на законот за определување на услов за ограничување за вршење на јавна функција, пристап на документи и објавување на соработка со органите на државната безбедност, познат како Закон за лустрација, кој беше укинат во 2015 година. Работната група констатира дека штетните последици за лицата кои беа жртви од овој закон остануваат и денес. Заради нивната општествена рехабилитација, како и заради заштита на нивниот личен интегритет и достоинство, ќе биде воспоставен правен однос за поништување на мерките превземени кон нив. Деновиве пристигна веста дека Собранието предложило и веќе го усвоило предлогот на својата 81-ва седница за оформување на Совет за граѓански надзор на ОТА, тоа е оперативно-техничка агенција,
За нејзин председател е изберена Маргарита Цаца Николовска, судика, а за членови Ице Илиевски, Гордан Калајджиев и Филип Стојановски. Значи, како што рековме, ова ОТА е оперативно-техничка агенција, тоа е всушност Тоа е всушност ново име за петата управа. тоа е управата на УБК За прислушкување. прислушкување И за на други технолошки мерки, технички мерки. Инсталирање на опрема за во домовите, во работните канцелари за прислушкување, за видеонадзор и такви. Да, сега во поново време сигурно обивање на емајли, на Се тоа, држење надзор на Тоа е Facebook. следење на така. комуникации. Да, Сето следење на комуникација по таа управа. да. И сега би се вратил малку да видиме да кажам збор два за ОТА. Да. Значи тука почнува проблемот. Составот на ОТА ОТА треба да биде независна, независна, да биде таа е- надвор од УБК, надвор од МВР, Да. и таа затоа е сместена сега во Телеком. Таму кај што секојаш е местото. Таа била во Телеком. Мислам, Телеком бил во петата управа. Да. Е, сега петата управа е на гости кај Телеком. Да. Малку само ги сменија местата. За директор на ОТА е избран бившиот разузнавач Зоран Ангеловски. Вработени во ОТА се веќе дел од кадарот кој бил во петата управа, во УБК и во агенцијата за разузнавање. Значи, луѓе кои и не знам кои се другите, тие се изберени на конкурс. Но и тие се луѓе со такво педигре, со таква предисторија. Наместо ОТА да бидат работени нови луѓе, незапознаени со работата и со обичаите на петата управа и на УБК, Македонија има доволно стручни луѓе во областа на компјутерите, на сето ова нова технологија, на користа нова технологија. Да. Така да не било проблем и тие сигурно, убеден сум, дека 1000 пати би работеле работата многу почесно и постручно. Мислиш ако се изнајмат исклучиво луѓе кои се стручни по компјутерски Да, по она програми, што треба, да. Кој немаат идеолошка предиспозиција, предизгледба. доколку тие луѓе не биле не поминале на курс низ факултетот за безбедност. Не само факултетот за безбедност. Еве, сме го обработувале Ѓорѓи Лазаревски, свиркачот. Да. И сме имале јас сум имал најмногу и ти, можност да го слушаме него. Да. Даде неколку интервјуа, даде интервјуа печатени и медиумски. И така за човекот стекнав, можеш добиеш да слика каков му е идеолошкиот ментален стоп. Се покажа дека тој иако завршил технички науки, иако е инженер по струка, Да. тој по начинот на размислување, по начинот како зборуваше за случаите, тој е како да е роден, воспитан во УДБА и кога дозрел, УДБА само го испорачала во петата управа. Па добро, така и некако е. Па и така, мислам, сега, ама сепак, тоа е, друго ми е поентата. Да. Овие што ми е збор за луѓе кои не се поминати. Има еден куп луѓе кои излегуваат сега од факултет. Кои службата немала време, бидејќи не знаела дека ќе дојдат да работат во ОТА. Да. За да ги врбува и да ги подготви. Тие, бидејќи се стручни, Да. можат работеле од дома да го работи и заработувале пари. Да. Значи, за нив не представува екзистенција ОТА. Да мора да се плашат ако бидат набркани од работа, ако покажат свој интегритет на почитување на закони и на устав. Да. И затоа ОТА бира кадри од старите структури кои знае дека се со ментален
удбашко-комуњарски склоп. Да, ова му доаѓа како, повторно да се употребам со спортска аналогија, кога да кажеме овие Годел работнички банкротира Да. и после тоа се прави екипа Пролет, Да, истата Истото екипа, име. истиот тренер, Да. истата Се, управа, се. исто се. само е името и сега уште она што е најзагрижувачко. Кое сега оди и до составот на комисијата. ДПМН воопшто не реагира на изборот на директор на ОТ. Да. Нема приговор на таков избор. Го прифаќа без збор. Да, продолжува она загрижувачка традиција во партијата ВМРО ДПМН, која што после оние расправи околу Дувло и сина Птица, кои што беа во собранието во Темел. 23-та Темел, А темел е после, не? после тоа, Сина, да. сина птица и добро. Јас мислам дека после тие расправи, веќе ВМРО од време на време ќе спомне нешто за службите на државната безбедност, меѓутоа на дело кога нешто е сериозно се превзема, ВМРО ДПМН ништо не работи во таа насока. најдобар пример беше закон за лустрација, кој го донесе владата на Груевски. Да. Тоа беше закон за лустрација, кој не беше според препораките на Советот на Европа, туку беше закон по комунистички терк да се избијат раците на злосторниците. Да денеска, ова што го прочита ставот на комисијата Да. за За реформи во суд. за реформа во судство, она што го говори Цаца во своје едно интервју, кој ќе додеме подоцна, кој ќе зборуваме за неја. Да. Сето тоа Груевски да им даде оправдание на нив, дека не требало, не смеело да се обзданат прогонителите, да се обзданат злосторниците против македонците кои се залагале за самостојна и демократска Македонија. Да. Значи, И за национална држава. И за национална држава Македонија. Значи, тие сега се жртви. Злосторниците излегоа жртви. Да. А 50-те илјади луѓе кои се прогонувани, на кои им се уништени кариери, бракови, бизниси, едноставно тие луѓе се уништени како луѓе, бидејќи мора да се прекршат, да се скршат и да станат соработници на службата, за да преживеат некако понатак. Не се сите во врвот на соработничката мрежа и не сите прифатиле до крај соработка. Затоа службата користи ги надгледува и соработниците. Самите соработници се кодашат помеѓу себе си. Да. Неќе службата сака да знае кој колку е верен. Да. Има нивоа на соработништво и трагедијата е што повеќето соработници се всушност добиваат само по некаков мал надомест за нивната соработка, дали некаков паричен надомест или им се плаќа кафе и ракија. И тоа не им се плаќа. Или Много. ете се примаат некои роднини на работа или нешто така. Тие се значи оние кои што се, да кажеме, по добро ситуирани. Да. За жал, повеќето од тие соработници едноставно живеат живот на уцена. Тие се надеваат дека со нивната соработка само ќе избегнат понатамошни репресии. Точно така. Тоа е. И сега, оваа комисија за која што ние пишувавме во 2017 година, писмо со слична содржина му испративме и на Јоханес Хан. Да. И покрај тоа што целата наша кореспонденција со тој човек беше воглавно штура и празна, односно не добивавме никакви сериозни одговори од него, таа комисија се растури. И сега таа комисија денеска во еден мал изменет состав се
формира како надзорник на оперативно-техничката агенција. Тоа името е многу битно. Името е целиот проблем. Да. Вика Совет На- на граѓанска Да, за граѓански надзор. за граѓански надзор. Точно се. Тоа е Да, Совет за граѓански надзор граѓански на надзор на ОТА. Значи сега ова не е тело на владата, не е тело на некоја партија, ова е тело на народот. на народот. Народот не го издал тоа тело. Повторно е Ниту го предложил, ништо. ништо, народот нема никакво учество во изборот на овие луѓе. Го избира парламент кој што е омразен од народот, кој што едва и се направи мнозинство со секакви превари. И сега тоа тие се луѓе представници на народ. Ама, сега тие луѓе, како што било од 45 до 2006 ќе праќаат надвор извештаи дека ОТА работи исклучиво според закон и според устав. Нема прекршување, нема ништо. А кога се отворија досиеата за период 45-2000 година, разбравме да го оставам периодот пред 91 година, нема да го чепкам. Ке зборам само за периодот после 91. Да. Сашто после 92, после носење новиот правилник за работа на СДБ УБК, кој го носи првата легитимна под наводници, легитимна е затоа што е политичка партија, Да. а не во начин на како изберена владата на Црвенковски. Прво носат правни за работа, кој е објавен во неуставен службен весник, таен службен весник, по кој воведуваат линии за работа кои се неуставни, тоа е едно, и му даваат одрешени раце на министерот да не го почитува уставот. Наместо, како што предвидува уставот, во член 17, за користење на мерка на прислушкување, мора да се обезбеди судски налог во ниедно прислушкување, што сум ги видел јас. И кај мене бидејќи се работи за прислушкување на 5 телефони, би требало да има прислушување кои траеле со години, би требало да има барем до 30 судски решенија за моја прислушкување. Нема ниту едно. Само се подписи на министерот. Значи, тие луѓе кои сега се во ОТА, во надзор на ОТА, Цаца Николовска била во судот во Страсбур, судија, кога јас сум поднел тужба. Како доби азилот во Канада, Тоа во 2005 година. 2005 година, сум поднел тужба до судот на Страсбур и сум навел докази дека сум неуставно прислушкуван. Да. Ко може да го објаснам Повели, целиот процес. повели. Значи тоа беше во 2005 година, откако го добивме азилот во Канада. Значи ние првин ја напуштивме Македонија 2000 година. Декември 2000, за да Декември биде 2000. да појасниме да Декември 2000 година ја напуштивме Македонија. Во почетокот на 2001 го отпочнавме нашиот процес за Јануари. барање на азил. Така, јануари. Да. До 2005 се водеше процесот. Се прибира докази, имавме 2 сослушувања, за тоа веќе имаме направена емисија. Кога го добивме азилот во 2005 најдовме адвокат овдешен, со кој поднесовме тужба на истите малтене основи на која што го баравме азилот, поднесовме тужба против Македонија за прекршување на човековите права. Поради тоа што судот од Страсбур има правило дека мора да се поминат сите инстанци во домашната држава пред да се оди во суд, да, во судски инстанци пред да се оди во Страсбур. Нашиот адвокат беше поради тоа што ние не одевме преку Македонија, одевме директно, нашиот адвокат беше навел низа преседани каде што поради тоа што
веќе е докажано дека државата работела директно, конкретно против тебе и веќе таа ги запоставила законските одредби и твоите граѓански права, дека може да се прескокне тој чекор, да се оди низ институциите во Македонија, затоа што резултатот ќе е извесен. Се знае кој ќе биде резултатот и не е потребно да се губи време, пари и напор кон едноставно трошење на тој напор таму. Меѓутоа, тужбата беше одбиена без да се разгледа, на основа дека не биле поминати сите инстанции во Македонија. Во носењето на таква пресуда учествувала Цаца Николовска. Значи, кога имала прилика да го разглоби делувањето на службите, неуставното прислушкување, баш сега што треба да го надзира тоа, го имала можност да ја растури удба. Да, и тоа на меѓународен суд, со помош на други меѓународни правници, кои што би можеле, значи, случај кој што би требал, барем на хартија, да гарантира некаква си објективност и вистинско разглобување на службата и растурање на тој систем. И, значи, 2006-2007 во Македонија би се справила лустрација, ама вистинска лустрација. Бидејќи таа моја тужба, Страсбур, ке предизвикала во меѓународните институции, ако била решена како што треба да се реши во позитивност, во моја корис, јас не барав пари преку Страсбур. Јас барав да се процесуира во Македонија заради другите луѓе кои се прогонувани. Да. Тоа беше мојата поента. И со тоа, бидејќи судот во Страсбур носи решение, судовите во Македонија мора да решаваат само по автоматизам, да ги прифатат тужбите на сите луѓе кои беа прогонувани, кои имаа досиеа, по автоматизам да луѓето кои се наведени на првата страна на досието, кои работеле на изработка на досието од службата, да не се наведени лицата кои работеле од... Значи, виновниците, кои се извршители, се наведени во секоја досие стои извршителот. На сите решение за прислушкување е потпишан налогодавачот, министерот. И сега, тука се затвора скоро целиот круг. Едноставно, некој од нив ќе кажеше дали министрите за полиција кои биле, дека тоа се нивни одлуки кои се вградени во правилниците за работа или по налог на партискиот врв. И крај. Значи целата лустрација ќе заврши за 6 до 12 месеци. Да. Сите луѓе до сега веќе кои имаа вистинска вина, кои беа творци и налогодавачи, еден куп на инспектори се невиновни во целата таа структура кои работеле во УБК. Тие, за нив, му стои во тоа што го добива решение, дека е горе во заглавието, дека се постапува по тој член од тој закон. И за него тука завршува неговата истрага. Наravno, и тие луѓе сега и тие луѓе имаат некоја си нивна вина, меѓутоа сега тие луѓе нема да се бесат да плоштат. Не можеме да нивната вина, да ја изначуваме со вината на тој што го смислил, значи политичкиот врв, и на министерот кој е запознаен со негова должност било да внимава дали тој закон е уставен или неуставен. Тука инспекторот не мора да знае дали е уставен или неуставен. Тука ми е поентата. Јас не сакам да ги слободам и нив од вина. Бидејќи дел од нив креирале лажни докази. Од соработниците барале да им обезбеди дека следениот го прави тоа и тоа. Сум имал од моите кодоши,
ме местеле да ме однесат во седишто на Каракачанов партијата. Во Софија. Значи, тоа е налог од инспектор, бидејќи тој ги инструирал што треба да прават. Да. Сега. Значи, Цаца е Цаца Николовска ќе биде председателка на ова, на оваа комисија. И таа го пишувала по се тоа што го прочита пред малку за... Да. Видите, таа вели. Таа за злосторниците вели дека се оштетени. Во една своја изјава, која сум ја цитирал во тој текст, таа вели вака. Требаше веднаш по промената на државниот систем да се спроведе лустрација. Па зошто не барала да се спроведе лустрација тогаш? Тогаш дали била во Врховниот суд, не знам во која институција била, но била во врвот на правосудната власт. Да. Зошто не барала тогаш да се спроведе лустрација? Да. Зошто после во 2005 кога била во Страсбург имала шанса, но сите беа против лустрација. Да. Сите инсистираа да нема лустрација после 91 година. Да. Бидејќи таа лустрација после 91 година ги загрозува нив. Да. И вели понатака. Кај нас таа се случи дури 18 години подоцна. Иако во нашиот разговор со секретарот на Венецијанската комисија, господин Томас Маркерт, кога му образложивме што се случувало во Македонија, тој рече дека илустрацијата е обврзателна за Македонија после 91 година. Според доказите, имало досија, имало неуставно прислушкување, имало објава на закони во неуставни вестници, службени вестници. Да. Тоа е нонсенс во демократска држава. И затоа морало да има. Прогонот бил на политички идеолошки противници. Не бил прогон за криминал. Да. Значи, повторно една злоупотреба, иако ова го дава интервју 2016 година, ова 2017. Да. Значи, 4-5 години после нашата објава на што мислењето на Марке, секретарот на Венецијанската комисија за илустрацијата во Македонија. Значи, свесно манипулирање со јавност. Да. И сега таа вели, реваншизмот е секаде присутен во одлуките за илустрираните. Кој реваншизам? Сега да се вратиме како правник, таа како не смее да размислува. Законот по кој работеше комисијата за илустрација вели соработници на службата се илустрираат. Не е на комисијата да утврдува дали има тие вина или немаат. Тие треба само да утврдат дали бил соработник. Да. Судот, ама тоа го не смееше ни Андов, ни Груевски да го стават во законот, судот потоа ќе утврди ако се обработува моето досие, соработниците, дали ми нанеде штета во судска постапка. Но свесно направено да заврши тука. Да нема од комисијата што ќе направи комисијата, што ги прегледа. Тоа е работено во Источна Германија со Штази. Да. Имаше комисија и таа комисија ги прегледа сите досија. Сега може да видиш каква обемна работа. Од сите досија извлече кои се соработници, кои се налогодавачи и ги понуди на јавноста. Оние кои биле следени, значи можеа да... да, овој мене ме следел, би нанел штета, ќе го тужам. Значи, тука беше целата поента на ова село. Да. Ама, ние секојаш користиме решенија кои нема да откријат ништо. Туку само ќе стават уште поголема темнина врз случајот. Да. И таа затоа вика дека тие се жртвите. Да. Така да кажеш, што повеќе. Епа, сега, твојата тужба беше поднесена 9,5 години после последната белешка во твоето досие. Да. Меѓутоа имаше случај на двајца синдикални
Лидери. кои што исто така биле следени, тие беа поднеле тужба малтене одма од Па како така, го беа подигнале досието во рок од неколку месеци беше. Една година скоро некаде. Така, Така неколку некаде. месеци, сега нема. Мислам дека е во месеци. Да. Тоа се деструктивец досието и Валенса. Да. За нив зборуваш. За нив. Чекай да Нивната го споменам имињата на луѓето, да знаат за кого се работи, мислам. Да. Слушателиве. Тоа е Блажо Стојанов од Прилеп, Стојановски, Стојановски синдикален лидер и Лефтеров. Лефтеров починате за жал, Да. Бог да го прости, беше голем Атанас Лефтеров, беше голем борец за работнички права. И сега тие двајца поднесуваат тужба, како што реков, во рок од неколку месеци од подигањето на досието. И твојата тужба и нивната тужба се отфрла без да се разгледа на основа дека се застари. Да старе. Потоа кога се враќаш ти со твојата тужба која што ги минува сите инстанци во Македонија, кога се враќаш во Страсбур после 10 години речиси, Да. ти се отфрла тужбата затоа што веќе си тужил еднаш. Да, во Страсбур. И сега, вториот пат, повторно одлуката, судискиот состав е многу битен. Да. Одлучува Трајковска од Македонија, Да. одлучува бугарка една, го заборав името, и третиот судија е од Кипар. Одлуката е 2:1 да се отфрли мојата тужба, жалба. Гласа да се отфрли македонката, Трајковска и бугарката. Во моето досие е докажана со непобитни докази со работката помеѓу службата од Македонија и бугарската служба, со работката меѓу нив, за да се обезбедат лажни докази дека ВМРО ДПМН се финансира од Бугарија. И сега некој ќе му убедува дека за моето досие никој не знае. Мислам дека Трајковска го има целото, и го имала моето цело досие во раце. За да можела да и каже на колешката, Да. само ова се индици, но индици кои не може никој да му биде дека не се точни. Да. Дичи, ако некој требал да гласа да си остане комунистичкиот режим во Македонија и Македонија никогаш да не стане демократска, бил Гркот од Кипар. Да. Има уште еден случај, сега малку ќе се оддалечам за малку, само да прикажам дека иако Грци има во судот во Европската унија и во судот за човекови права, кога покрена иницијатива за неработењето на Фуере, да, за неговиот начин на кој ја попречуваше илустрацијата во Македонија, председател на обусманот на Европската унија на Советот Европа беше Грк. Прифати да ја, но се испречи една пречка техничка. Државјанин на држава или подносител на приговор, ако неговата држава не е членка во ЕУ, не може да приговара. И од технички причини, и тој не се, и таа представка да се разгледа. Така да, и сега, се вратиме на ова, ајде, по или натака да одиме. Да. Значи, председателката на оваа комисија ќе биде Маргарита Цаца Николовска. Таа е со генерацијско педигре. Нејзиниот дедо е значи роден уште во Битола, Отоманската да, империја, во Отоманската Битола. Бил адвокат. Адвокат, образуван во Атина, што значи дека нејзиното семејство биле гркомани, што сугерира дека таа има семејна омраза против Македонија, против ВМРО и против македонската кауза. Нејзиниот татко бил голема работа во Да, комунистичкиот Ѓорѓе режим. Цаца бил, меѓу другото, бил и секретар за правда, министр по нашиски, поедноставно кажано, бил министр за правда. Во СРМ или во СФРЈ? На републичко ниво. На републичко ниво, во Македонија. И затоа Цаца напредува И сега така брзо и доаѓа до такви функции во кариерата. Да, еве да го дочитам овој цитатот што Да, почна од неа. Што ја вика?
Реваншизмот е секаде присутен во одлуките на лустрираните. Во ни една одлука не е констатирано дали им е прекршено човечкото право на лустрираните. Ние лустрираме шефови на МВР кои си ја вршиле законската работа. Ќе мора да се направи ревизија на целиот процес и да се даде правен лек на оние што се жртви од лустрацијата да имаат право на надоместок на штета. Жално е што јавноста не ги дозна последиците за лустрираните, бидејќи имаме последици болест, смрт, а тоа не смее да се занемари. Дали кога после крајот на Втората светска војна, кога се прави оние нирнбергшки процеси, дали тогаш се водеше сметка за правата на нацистите, на Геринг, Да. И тие се бранеа дека работеле според закон. Да. Немаше проблем. И тие сигурно и нацистите, како и комунистите, се строго за почитување на закони, на прописи. Да, па токму причината зошто се доаѓа до нивните пресуди, односно до установување на вината на овие кои што биле нацисти, е токму поради бирократската документација која што ја одржувале нацистите. И сега и овдека исто. Нема проблем да ги открие сите. Да. Кој што работи, или кој има вина, кој нема вина. И затоа пак ќе се вратам. Комисијата за лустрација откриваше во кое досие стои зборот соработник. Да. И на основа на тоа нејните заклучоци беа дека тие се соработници на службата. За Милчин пишува јасно во неговото досие. Самиот Милчин го прикача неговото досие. Во кое стои дека соработувал и ќе продолжи соработката со него. Што сега како да говориме дека не бил соработник? Дали Милчин направил кривично дело преку соработката, кодошил, лажил при кодошен, тоа е судската постапка. И тука, затоа комисијата за лустрација не смее никој да ја обвини за ништо. No. Посебно од правната фела, бидејќи тие не стана на време да се побунат и да кажат да, комисијата ќе го одработи нениот дел кој е со овој закон. Ќе ги изнесе на виделина соработниците и налогодавачите. Понатака, судовите ќе одлучат дали има вина или нема вина кај луѓето. Но, бидејќи цаци разни во правосудниот систем и во правната фела во Македонија, сакаа да нема успех лустрацијата, свесно го одмолчаа тоа. И кога се заврши целата ујдрума, кога Груевски мораше да го повлече законот за лустрација, бидејќи мораше да се изразни комисијата за лустрација на основа на мојата иницијатива за лустрирање на Јордан Мијалков, бидејќи поднесов иницијатива со докази дека и Јордан Мијалков 1991 година потпишувал налози за прислушкување. Комисијата, Груевски се плашеше дека комисијата можеби ќе донесе одлука да го прогласи Мијалков за да го лустрира. И затоа беше распуштена комисијата. Изгледите не се многу добри доколку председател на оваа комисија ќе биде жена која што негира било какво злоделување, било какви злоупотреби од страна на службата. Следниот член на оваа комисија е Гордан Калајџиев. Еве од истиот текст овој за реинкарнациите на Абас. Интересно е и мислењето на професорот Гордан Калајџиев, кој исто така е член на комисијата за реформа на судството, која што, како што рековме сега, веќе се растори после таа наша приметба до Хан, а е и актуелен председател на Хелсиншкиот комитет. Искажано на панел дискусија за реформите во судството и во УБК, а мислење кое што го издава менталитетот на староновото јадро кое тргнува во мисија повторно да го пренесе народот жеден преку вода. Цитат од Калајџиев. Да. Бараме итни и темелни реформи во целиот сектор, безбедносниот систем. Не може да сме задоволни од пристапот на владата дека они се добри момчиња
И сега системот за следење на комуникациите кој лесно можеше да биде злоупотребуван од друга власт, нема да биде злоупотребуван само затоа што имаме нова гарнитура. Се бараат гаранции и соодветен механизам дека нема повеќе да обстојува политичка полиција, туку функционални и транспарентни безбедносни служби. И сега, господинот Каледжиев бил председател на Хелшки комитет. Хелшки комитет. Тој е постојан учесник во овие граѓански движења и за човекови права. Борец за човекови права. Да. Дали од него имаме видено некаков извештај за злосторите од 91 до 2000 година? Не. Кај беше тој? На која страна беше тој кога се водеше ова дискусија за дали треба да се обори законот за лустрација? На страна да нема лустрација после 91 година. И тоа можем да го докажам многу јасно. Јас веќе мојот судски процес во Македонија кој го покренав 2007 година. Така, 2007 година. Беше одолговлекуван, беа правени тешки фалсификати. Моите интервенции до судскиот совет, воопшто судскиот совет не сакаше да ме одговори на посочените пропусти и фалсификати во работењето на судиите и на обвинителите, туку тоа го прескокнуваш и ми пишува писма кои немаше врска со она што јас го барам од нив. И напишав едно писмо до Хелшки комитет, до господин Каледжиев, на неговата емайл адреса. Не на адресата на Хелшки, туку директно му се обратив нему. Му испратив документи од судскиот процес, од кој можеше да види да се случува. Ми одговори, може би по автоматизам, дека ќе го разгледа случајот и ќе добијам брзо одговор. До денеска, мислам тоа беше, јас му се јавив 2012 и 2013, сега не се сеќам точно. Но, нека биде 2013. 6 години Каледжиев Го разгледува случајот. Да. Што разгледува? Јасно му е на него што има внатре, бидејќи има внатре докази. Из него црни, ајде да кажам дека не ги видел, не слушнал за досијата 2000 кога се отвори 2001 година досијата. Но излега црните книги за удба. Какво таа е наивност, да, сега човек. Јас викам, ајде тоа да го прифатам. Исто како што минатиот пат зборувавме за оној текст во New York Times за дека Глигоров попуштал за името. Да, за Бил Николов кој зборувавме. Што никој не го видел тој текст, исто така и досиева никој не ги видел. Па што работат тие? Нели тоа име нивната задача е нивната заложба. Тоа е главната преокупација, заштита на човекови права. Злоупотреба на полицијата, злоупотреба на институциите на системот против граѓанинот. Тие ако му ги кршат правата, на нив треба да реагира Хелшки комитет. И тие другите цивил, метаморфозис и не знам кој уште ги нема во Македонија. Никој не споменува за тоа прислушкување. И сега ќе говорат, цаца ќе говори, жртви се налогодавачите и тие кои комисијата обврзани дека биле соработници на службата. Ништо повеќе не направи комисијата. И законот предвидуваше да не може да се бават со своите функции. Фрчко и денешка на факултет. Да. Значи, што му е направено на Фрчко? Ништо. Кој го заболело срцето? Да, го заболело срцето. Кој од нив настрада? Никој. Тоа ти е прашањето. На кој начин настрадаа тие болести, жртви што имале, страдања, смртови? Дали некој погледал што страдањата на тие кои биле следени? Никој не смее да поразговара и да сознае голготата на следените.
За тие луѓе не сме ни да се спомне. Да. Стварно, има за ликот и делот на Калајджиев, има уште една многу битна работа. А тоа е извештај на самиот Хелсински комитет. Ова од 2009 Да, од 2009 година. Е вака. Професорот Калајджиев отстранет од семинар. На крајот на јануари, како што пишува Дневник, шефицата на одделот за правда на Американската амбасада во Скопје Синтија Ли го избркала професорот на правниот факултет Гордан Калајджиев од семинар за обука на македонските судии и обвинители со образложение дека со своето присуство вршил притисок врз представниците на третата власт. Обезбедувањето на Американската амбасада го изфрлила Калајджиев и од хотелот во кој во четвртокот се одржувал семинарот. Доктор Калајджиев, покрај тоа што е професор на правниот факултет на Државниот универзитет во Скопје, е раководител на работната група на Министерството за правда за измени на законот за кривична постапка, на кој бил посветен семинарот и е еден од неговите автори. А како представник на Сдруженијето за казнено право и како представник на Министерството, има обврска да ги следи проектот и расправата за законот. А Сдруженијата на суди и меѓународните организации како ОПДАТ имаат обврска да го обезбедат тоа. Ова, колку што ни е познато, е прв случај излезен во јавноста од кој е јасно дека и странските помагачи на нашите реформи имаат своји интереси, но и ефикасни начини за нивно спроведување. Зошто е изфрлен причината? Уште еднаш, само причината зошто е изфрлен. Причината е вака. Со образложение дека со своето присуство вршил притисок врз представниците на третата власт. Вршил притисок е сега. На крајот, Хелсинки изразува една недоверба во организаторот на тој курс и тоа предавање за така ли е? Семинар, да. За семинарот во организаторот се американците. Да. Денешните сега една нелогична работа. Денеска се што ќе спомене некој од Америка, се прифаќа без збор. Тоа е идеалното. Тука, Калајджиев е изфрлен, а сигурно американците не го изфрлиле бадијала од присуството, бидејќи тој кривичен закон е проблематичен. Не ли е интересно што сега ВМРО Го ангажира Калајджиев. И ВМРО се на денешно време овие ДПМНЕ и нивните гавази, тие се оние кои што зборуваат за како калето владее со Македонија, за влијанието на амбасадата во Македонија. Кога биле опозиција СДС, тие се жалели за... Значи, нешто, проблемот не е во Америка. Проблемот не е од надвор. Секоја власт сака да се покрие со американците или со Европска Унија, да си ги покрие своите желби. Сака да ги наметне преку законите. И тука настанува проблемот. И сега, опозицијата, бидејќи се плаши од одредени законски решенија, да е битно кој, ја зборам опозицијата, значи тоа важи и кога е опозиција ВМРО, ДПМН и кога е опозиција СДС. Збориме опозиција. Сакаат да покажат дека власта е марионетска. Власта е само избрана од УДБА, од никој друг. И власта се што работи по налог на УДБА. Затоа денес имаме еден куп аргати на УДБА, или луѓе кои несвесно може би ги прифаќаат тие мислени аргатите на УДБА и кукаат дека се што се прави, сега и доста излезе дека со работник на ЦИја. Малку бре усу луѓе до кај. Професорот по марксизам. Ама доста, ако била доста врбувана 90-та година да работи за ЦИја. Да. Македонија ќе беше од кога американски протекторат. Да. Сега ми зборуваат дека цела УДБА била соработник на ЦИја.
цивилното СДБ во Македонија. Да, тоа повторно е извртување на тезите. Ама Да, тоа е, тие ама. точно соработуваат со ЦИА затоа што ЦИА има еден Перон многу добро ги разбира овие работи. Има еден проблем со кадровските решенија. ЦИА не е и тоа и англичаниве кога го тие војната на разузнавање, например во Првата светска војна, во Втората светска војна ја добиваат. Меѓутоа зошто? Затоа што тие го разбиваат системот на комуникации. Да. Она енигма. Да. Во Првата светска војна едноставно германците се уште го користеле подземниот, усвари им бил уништен нивниот кабел, па го користеле англискиот кабел за комуникација преку океан и англичаните само од тука ги влечеле информациите. Да. Меѓутоа, источните служби, оние кои биле под КГБ, се оние кои што знаат како да прават човечки кадар. Да. И тука им нема. И сега ЦИА соработува со македонските служби затоа што Америка САД ја прифаќа Македонија уште од времето на Југославија, ги прифаќаат како сојузници. Да. Таа држава ја прифаќа како сојузник и бидејќи сме сојузници ќе соработуваме, нема ние сега да праќаме наши шпиуни да роварат во вашата држава, туку едноставно вашите информации кои вие ни ги давате, ние ги земаме здраво за готово. Веродостојни затоа што вие сте наши партнери. Ама и тие од 91 навако, почна распад на Југославија, се случи распад на Југославија, тие се именува јавно луѓе кои во службата кои се нивни луѓе за соработка со нив. Да. Значи, тоа беше Ѓовица Станишиќ. Да. Во Србија. Во Македонија е Силјан Аврамовски. И тука нема ништо, тие не се тајни луѓе. Американците барат од властите на државата да ни именувате човек, со кој ќе контактираме, кој ќе биде наш човек, не наш, него човек кој ќе е обврзан да соработува со нас. Да. Тие не знаат кој е Силјан Аврамовски. Да. Тие не викаат распишуваме конкурс, па бараме CV со целата биографија внатре. Не, викаат, вие од Република Македонија, дајте ни човек кој ќе биде заложен за соработка со нас. Значи, апсењето на масри и сите тие работи одат преку тој човек за врска. Да. Разни акции кои треба да се спроведат. Следење на терористи, за спречување на криминал, шверц на дрога и по тоа следува извештај за состојбите во државата. Тука нема ништо. Да. Тоа е проблемот. Третото лице кое е член на ова комисија ќе биде Филип Стојановски. Тоа е многу интересна личност. Кој е ова личност? Затоа што досега името не му го имам сретнато. И тие, како метаморфозис. Да, овде вели дека е програмски директор на Метаморфозис. Да, Метаморфозис распиша конкурс за извештај, да се изготви извештај за состојбите врзани со примената на законските рамки со прислушкувањето. И извештајот вели вака. Цел на овој извештај е да се даде преглед на состојбите поврзани со примена на законските рамки поврзани со прислушкувањето во Република Македонија во изминатиот и тековниот период до 31 декември 2017 година. Значи, сериозен проект. Да. Да ги испита Бога ми има баја ги работа. изминатиот период. И тековниот период. И Значи, тековниот. 2017, тоа да го кажеме периодот, тековен период на овие на бомбите. Да. Меѓутоа имаме пред тоа имаме голем увод темел, имаме досијата 91 Дувло. 99 Дувло, Сина птица. Досијата
Па имаме да се вратиме дури до Да не се извештајот, вратиме. да се вратиме за извештајот Да останеме, на извештајот Совет. да од останеме 66-та. 91. Да. Од доселението на Македонскиот устав на самостојна држава. Види, јас кога јас би правил таков извештај, јас би се вратил на 66-та затоа што во 66-та година Сега- има извештај од Те разбирам. Тој извештај ги детектира сите Да. службата ја се оголува до коска. Да, значи има извештај од извршниот совет и јас би почнал. Ова е наведено во Да, овој извештај. Ајде да видиме што е направено Од понатаму. тогаш, од 66-та до денеска. И готово. Извештајот е, јас тој извештај сме го цитирале не знам колку пати досега. Да. Веќе тој извештај е не може да каже никој дека партијата, политичкиот врв не знаел што е проблемот. Да. Ги детектирале. Во тој извештај се е напишано како што треба. И сега, но, Ами тогаш кога решавале, повторно само се смениле букви. да, па пак некоја цаца, некој каладжиев, тоа е сериозен проблем. И сега Што наоѓа во овој негов се извештај, интересирав за господин извештај да Стојанов? го видам. Веќе ова беше негов Facebook статус. Еве ќе го дочитам кратко е негов Да. Facebook статус. Ово извештај дел од поширокиот извештај кој се однесува на состојбите со слободата на интернетот, со фокус на слободата на изразување, приватноста, безбедноста во дигиталниот свет, како и дел од проектот Слобода на интернет, кој го спроведува Фондацијата Метаморфозис во рамките на регионалниот проект Интернет Слобода во Источна Европа и Евразија на Американската адвокатската комора Абил Роли. Значи, добиени пари за овој проект, сериозен проект, и сега овој проект овој извештај е пратен на тој што го платил извештајот да го добие. Тие луѓе сакале да добијат извештај кој ќе биде меродавен, тие сега да носат сути да прават понатака што своји видувања за ситуацијата во Македонија. Јас се понадевав дека овој извештај конечно ќе најдам целосна слика за прислушувањето во Македонија. Луѓе, бидејќи Метаморфозис беше тој кој го покриваше, како беше на него нивната таа факти, проверка на факти. Знам некои луѓе кои работеа таму во проверка на факти и очекував дека тие кои ќе го видат извештајот први ќе реагират, бидејќи се дел од Метаморфозис. Ќе кажат дека извештајот не е потполн, дека недостасува главното прислушкување го нема во тој извештај. И го отворив целиот извештај кој најдов. Извештајот почнува од големото уво. Од прислушкувањето од 2000 година. Значи, исклучиво се барало, оние што го правили извештајот, се обидуваат, не се обидуваат, него тоа го во извештајот го потенцираат дека прислушкувањето почнува како ВМРО доаѓа на власт. Тоа е оно истиот наратив кој што Лазаревски го промовираше во неговите интервјуа, дека има прислушкување 2000 година, 98-2001, Да. па нема ништо, па почнува 2006-2008 до 2016. Да. А пред тоа немало ништо, се работело како што треба, иако знаеме дека Југославија била политичка Немало држава. закон, рече. Немало закон, да. Значи се прислушкувало без закон. Да. Значи за тие луѓе па нема ни ова одбрана на цаца што вика дека работеле според закон. И Бугоевски потенцираше дека нема закон и дека таа несреќна одлука на уставниот суд во уставот што е запишан членот, тоа е Несреќна околност. Тој член што гарантира слобода на па на несреќна говор. околност Несреќна околност. за нив. А, Повели, сакаш да кажеш нешто. Да. Кога го видов тоа, бев фрапиран. Не можев да... Бидејќи очекував дека конечно
некој, бидејќи е платен од, добиле пари да го направи извештајот, од американска фондација некоја. И свесно манипулираат. Значи, повторно на Запад ќе добие еден извештај во кој не е искажана вистинската состојба. Се обидов да со еден емайл испратен до Метаморфозис во име на Комитетот за демократизација на Македонија, да обрнем внимание дека извештајот е неполпун и дека извештајот недостасува период 91-2000 година. Период во кој вршено многу пообимно прислушкување, тоа е неустав и вршено неуставно. Имате според онаа бројка што излезе за прислушкувањето во бомбите, се работело за некаде околу 5000 телефонски броеви биле на листата на прислушкувани. Во прислушкувањето 91-2000 се прислушкувани околу 50.000 телефонски броеви. Ако се прислушкувани 50.000 телефонски броеви, бидејќи Заев вели вака, на тие 5.000 телефонски броеви опфатени се околу 20.000 луѓе во прислушкувањето. Колку се на 50.000 телефонски броеви опфатени луѓе со прислушкувањето? Според Заев е 1:4, така ли? Да. Значи, ваму се 200.000. Тоа за Метаморфозис не е прислушкување. Да. И сега тој човек од Метаморфозис ќе ја надгледува ота дали работи според уставот и според законот. Тој кој за кого прислушкување на идеолошки противници на СДС е регуларно. За него е тоа законски, зато не го споменува. Како да очекувам од него, кој ќе очекува од него заштита, ако никој. Никој. Сите тројца до сега што ги набројавме се луѓе кои се со тврдо комунистичко педигре и со менталитет. И луѓе кои што имале прилика во нивното минато да посочат на овие злоупотреби и секогаш свесно го одбегнале тоа. Да. Во изминатава недела на еден од клиповиве што ги објавивме од последната емисија, се јави деструктивец со коментар дека сме го изнасмејале затоа што сме сугерирале дека американците, западњаците не знаеле за она што се случува во Македонија, затоа што тие морале да знаат. И сега, моето прашање е, како ќе знаат западњаците, странците кои што не го зборуваат нашиот јазик и кои што не живеат во нашата држава, кои што не се изложени на притисоците и тортурите на кои што е изложен секојдневниот македонец, како ќе можат тие да го разберат она што се случува во Македонија, доколку овие институции кои што се надлежни за тоа да го обзнануваат и да го шират таа информација, доколку тие свесно избегнуваат на секој начин да говорат за тоа. Тоа е сега. Значи, повторно треба вината да си ја бараме дома. Не знам што да кажем повеќе за... Последен од овие луѓе е извесен господин Ице Илиевски. Кој е тој? Исто човек кој работел во Агенцијата за разузнавање, потоа преминал на работа во Телеком
сигурно бил пак врзан околу конекциите помеѓу Пета управа и Телеком или такво нешто. И едноставно работел Телеком, еве. Да. Сега пак се враќа во ова, да биде надзор на прислушкувањето. Ако постои неуставно или нелегално прислушкување. На контрола на ОТА. Да верувам во човек кој повторно е од структурите кои се воспитаници да го чуваат системот. И па него толку, нема што да кажем, бидејќи другите информации ги нема за него. И па за поврзаноста помеѓу Петата управа и Телекомот, би може да се ползуваме со една анегдота од нашиот живот. Да. Во периодот 92-98 ти си бил интензивно под надзор на службата. Сите телефони кои што ти припаѓале на тебе, на твоите фирми, па дури и на твоите на твојот татко и родители, на твоите родители. И тие телефони Има беа уште еден прислушкувани. телефон кој не знам чие. Не е сега. Да. Важно е ова. Кога како производ на дејствата на службата бизнисот ни пропадна и веќе почнавме да бидеме ја изгубивме можноста да си ги подмируваме сметките. Да. Главната сметка која што прва падна беше она за телефонските услуги. Да. Така да имаше периодот преку година дена, ако не и повеќе, кога телефонската сметка ни беше катастрофално деликвентна за останата. Беше висока за останата. Неисплатена воопшто. Па мисля скоро година дена не беше плаќан телефонот. А високи беа сметките затоа што воглавно твоите Бизнес разговори релации беа беа со надвор, со Украина, со со Србија, со Бугарија, со Украина. Телефонот не остана неисклучен, не остана на користење и покрај тоа што не го исплаќавме. Зошто? Затоа што беше многу потребен на на службата. И сега, значи, тоа е врската помеѓу Телекомот и Да. Петата управа. А овој човек исто така и професор на факултетот за безбедност. доцент. Професор за безбедност. Значи, ова е всушност некој Ице Бабан, Да. кој што и сега, значи, од овие волци очекуваме дека тие ќе ги бранат Ќе го овците. чуваат ставот. И уште една многу битна работа, зашто се е вака. Ние од луѓе кои благодарејќи на својот поданички однос кон системот, како не само поданички, туку и секојаш биде први на бранникот на да се сочува системот, очекуваме тие да направат нешто да го разоткријат системот и системот да падне. Зар очекувате некој да изгуби сите, па можеби некој од овие четворица што се сега надзорници ќе бидат на ОТА, ќе заглави во затвор. Можеби. За нивните кои се откријат што работеле и како работеле, можеби ќе имат вина некој од нив. Да. Зар очекувате некој од нив или Фрчковски да дозволи да дојде до смена на системот? Кој ќе дозволи смена на системот? Или дел од луѓето кои се во врвот на ВМРО? Да помане. Сега. Зборувам за сегашниот врв на ВМРО да помане. Го спомна ВМРО да помне, сакам едно прашање да ти поставам. Дали сметаш дека овие работи сега кои што се прават посебно со ова како беше ова комисија за надзор на службите, граѓански надзор на службите и други некои слични поставувања што се прават, дали сметаш дека има паралели помеѓу она што се чуваше 96 до 98 2000 година со подготвувањето на промена на власт, затоа што веројатно јас не можам да смислам дека Заев ќе добие повторно мандат на избори. Ако има избори. Ако има избори. Да, избори ќе има. Ако нема сега вонредни, да, ќе зашто има, сега ќе мора да има. Ќе има набрзо избори, мора да има избори. Јас не можам да замислам дека Заев ќе победи повторно. Бидејќи после ова извештај на ММФ кој дојде денеска, да. Јасно е дека и економската ситуација е катастрофална. Да. Самиот ММФ го кажува тоа дека веќе долгот е преку 50% од бруто домашниот производ. Да. Значи Заев ќе мора да биде сменет. Да.
Мицковски, без разлика дали е човек на службите или не, еве да кажеме и да не е човек на Ајде службите. кажем. Како што, например, и Лјупчо може би не бил дури таму до 97-98 не бил купен. Не битно е дали тој лично ќе биде човек на службите, ако тој биде обкружен со едни вакви институции. Ова се за секој кој сериозно сака да се занимава со политика. Посебно кој сака да ја ослободи Македонија од канџите на УДБА и да направи демократска држава. Тоа што го зборуваше Мицковски пред некој ден во неговото интервју. Дека сака Македонија да стане демократска држава, да ги искорени сите неправилности кои се направени до сега. Се она што го наброи, не може да го направи тоа ако не ја следи, ако не е проникнат до крај во работата на службата. Се ова се прави сега. Се подготовки за смена на власт. Да биде само формална смената на власт. Како се случи 98 година. Дојде ВМРО на власт. И Лјупчо. Но власта не беше во раците на Лјупчо. Лјупчо неколку пати напишано и би во интервјуа и пишувано и во интервјуа кажано дека воопшто не знаел, до него не стасувале извештаите од военото разузнавање кое го водил Сашо Мијалков за активностите на кои ги следела военото разузнавање, значи разместување на борците на УЧК, подготовките на границите меѓу Македонија и Косово. Доста не му ги предаваа извештаите кои доваѓале од УБК. Значи, еден ќе биде Лјупчо не добил информација. Лјупчо задоволен со тоа што си бркал свој бизнес. Да, го качија на калето, го направија Снешка и тој си идеа на балови. Да, балови, готово. За него беше тоа се. Мислиш дека луѓето кои ги избрал, во кои имаше доверба наводно, брат Љубе кој му беше донесен од Хрватска, на доста човекот, дека тие ја работат како што треба. Не. Така да, за мене голем аларм е овој граѓански советот на граѓанскиот совет за следна ОТА. Бидејќи тоа е гласот на граѓаните кои секогаш кој ќе каже Мицковски или било кој од ВМРО да помане дека службата ОТА не работи според уставот и законот, ќе се повикат не е точно, еве советот кој ја следи работата на ОТА вели дека нема никакви и тоа е граѓански совет. Избран од луѓе кои имаат доверба на граѓаните, кои Цаца работел во суд за човекови права во Страсбур. Калајџиев долгодишен председател на Хелсиншки. Филип Стојановски метаморфозис. Значи американците му давале пари, тој правил истражувања. Доверба кај тие такви невладини организации од Америка. И сега како може да ги побие нив? Било кој во Македонија, нивните извешти, нема шанс. Што да... Значи, како што веќе реков, причината зошто ова чудовиште УДБА, кое што го заробува македонскиот народ, ја заробува македонската кауза и ја уништува каузата, причината зошто таа продолжува да расне е поради молкот. Сега, да сме реагирале порано, ќе сме можеле ова чудовиште да го isfрлиме од нашата куќа, дури било помало и со еден многу прост акт би можеле да се справиме со него. Меѓутоа, сега тоа е едно чудовиште кое што ја запоседнува целата наша куќа и кое што мора незиното isfрлање захтева вистински херојски акт. Тој вистински херојски акт денеска просто е само да се каже дека УДБА постои. Тоа е првиот чекор. Да се каже дека УДБА постои. Да се разбие незината магија, да се скрие незината наметка на невидливост. Да. А потоа, чекор по чекор, да се разбие.
таа ги придобива луѓето секојдневно како? Преку кршење на нивниот морален карактер, Да. подметнување на афери, ајде да украдеме нешто, подметување на прелюби, на слични такви акти кои што знаеме дека се погрешни, но сепак потпаѓаме на правиме, искушението да ги направиме. Ги прави. И сега, како да дојдеме до таа способност да можеме да правиме херојски акти? Не можеш да очекуваш од човек кој што, од бебе кој што не знае нити да лази, не можеш од него да очекуваш да трча. Значи, треба да се прават некои постепени чекори за сето тоа. Јас мислам дека од лично искуство го зборувам, како најефективен начин да се помине тој пат од безрбетно суштество кое што не може ниту да стои на своји нозе до човек кој што ќе трча и кој што може да крене згради, е преку управењето на секојдневни извршувањето на секојдневни задачи кои што нешто исполнуваат. Значи, дали тоа е, како што Джордан Питерсон вели, првин да исчистиш својата спална соба и куќата да си исчистиш, дали да одржуваш градина, дали да правиш некои ситни домашни проекти, дали да пишуваш некои текстови кои што можеби нема да ги објавуваш, меѓутоа ќе ги пишуваш и ќе си ги мислите, мозокот ќе си го тренираш. Дали, меѓутоа, сето тоа се некои работи кои што ќе те исполнат како човек и кои што ќе ти влеат едно чувство на самодоверба. Понатамошните чекори се превземање на лична иницијатива од некаков вид. Особено, например, приватниот бизнис е многу полезен во таа смисла, меѓутоа во Македонија приватен бизнис е невозможно нешто. Затоа што доколку сакаш да правиш приватен бизнис, мора да се поклониш да пациш рака на службата. И тука е една тешкотија. Меѓутоа, ти во една друга дискусија даде еден друг предлог во однос на тоа како можеме полека да ја чистиме удба од Македонија, а тоа е преку дејството на диаспората. Па или сум рекол еднаш, не еднаш, него сум напишал не знам колку пат досега, дека пожарот во куќата избива однатре, а се гаси однадвор. Во Македонија проблемите се однатре. Удба е домашен производ. Да. Можеме да помогнеме на Македонија ние кои сме надвор. Бидејќи нас не може да не попречи да говориме. Ние сме тука. Да. И сега, диаспората решава да влегува во игра со службата, кога патуваат назад во Македонија, кога им ги зимаат пасошите и ги уценуваат да соработуваат. И сега, тука се оние чекори на хероизам кои што ги бараме од нив. Да. Затоа што не може... Едноставно да мора да се одречат и тие да не одат во Македонија. Да, само тоа е... Јас, погледнете хрватската диаспора. Таа донесе самостојност на хрватската држава. Да. Тие беа столбот кој... Ама тоа се беа 99% луѓе кои не стапнале во Хрватска од како избегале. Од 45-та па по време и на Југославија, бегале од таму и воопшто никој не дошол ни еднаш во Хрватска. Ние не сакаме, кога викам ние, дел од диаспората не сега да си поремети удобствата. Удобство за нив е таму да отиде во селото од кај што е дојден и да каже јас сум американец или јас сум канаѓанец, имам тоа и тоа. Имаше на еден форум, еден Витер Пео, му беше никот, на форумот Ајвар, и тој даде едно многу објаснување како се однесуваме ние од диаспората. Вели вака, можем да купам и брод, вика тука, глисер, вика, голем јахта. Ама што ќе ми е јахтата, вика, во Австралија?
Кој ќе ме види, кој ме знае, вика. Да можам да ја однесам, вика, во моето село јахтата. Ќе ја купам, вика, денеска. И да ја однесам на грб, да ја качам, да ја однесам во селото и им покажам на моите. Тие знаат кој сум бил, сега што сум, имам јахта. Тоа е. И сега, тие не носат јахта, ама идат таму. Ете, не само да се видат со роднините, повеќе да дират чала. Да. Тие може ако сакаат да ги видат роднините, ќе ги поканат тука, ќе се видат со нив. Така ли? Да. Значи, нема проблем. Со денешната комуникација, со авиони, нема проблем. Со Фејсбукот, со сите, ние се гледаме секој ден со нашите роднини. Да. Така да... Да, меѓутоа тоа е една само жртва која Ама, што да. неопходна од македонската диаспора, од македонските иселеници да едноставно се откажат од таа како е сега суетност, од таа ситно задоволување на својата суета. Да патуваат во Македонија, едноставно па дури и да им е болка навистина од најискрени побуди да им е болка за да го видат родниот крај, да си ги видат планините и реките, сепак мора некаква само жртва да дадеме. Не е доволно тоа што сме ја напуштиле Македонија и сега повторно се враќаме од време на време, ништо не работиме на тој начин. Само го финансираме системот на тој начин. Тука е уште еден проблем. Доказ дека Македонија, тие кои глумат дека се грижат за Македонија, всушност глумат дека има интерес Македонија. Бидејќи тие не се борат вистински за Македонија. Борбата нивна за Македонија е строго до одредена граница. Она што сака да го слушне власта. Грција е најголемиот проблем, Бугарија, Албанија. Не. Во варденскиот дел на Македонија, во Република Македонија, удба е најголем проблем. А таа е српска. Да. Еве сега да завршиме, колку поминава. Сат и по. Да завршиме. Еве, гледам кандидатите за председатели кои се... Зборам за ВМРО ДПМНЕ. 20 се до сега. Луѓе кои не смеат да бидат кандидати на партијата. Не смеат. Затоа што ништо не направиле да се разобличи удба. Ништо со мал прст се бориле за зашива името. Не. Името е последица на тоа што удба не е растурена. Ако беше удба растурена, името немаше да дојде до промена на името. Крај. Удба е изворот на сите проблеми. Мицковски вели дека ќе направи се да се почитува уставот. И со тоа посочува дека Заев со прекршување на уставот сака да каже дека нема да прифати промената на името. Не. Тоа не може да го направи никогаш, додека е службата, додека му е удба жива. Ќе го ги купи сите пратеници. Што мисли дека Заев ги купи пратениците? Заев ги натра судите да сменат одлуки. Ајде, не сме толку, треба малку, нема срамота кога не подценуваат толку многу. А се дозволува да не подценуваат затоа што премногу од нас одбираат да го изодат по лесниот пат и на тој начин да зажмијат кога пред нив е неправдата и да се направат дека се било во ред. Па дури да речат, па убаво ни беше, Тито ни даде држава, Киро ни даде држава, или убаво ни еве сега ќе не примат во НАТО, па ќе има кој ќе не брани, па ќе не примат во Европа, па ќе ни дадат 500 евра плата, ќе има европски фондови и така натаму. Продавајќи се индивидуално на ѓаволот секојдневно, единствениот резултат ќе биде дека државата ја продаваме на ѓаволот. Чекорите се можни и од тоа дереđе да се излезе, а тоа е преку она што го вели Исус Христос. Не се живее само од леб, се живее и од речта на Господ. Речта на Господ е вистината. Затоа придружете ни се во нашата
борба кон осознавање и ширење на вистината, затоа што само вистината ќе ве ослободи. До следниот пат, до гледање. До гледање. You know what I am? I'm a nationalist, okay?